денешната пресконференција на партијата Левица е свикана заради новиот предлог закон кој што ние го поднесовме вчера. Имено се работи за предлог закон за изменување и дополнување на законот за плати избрани и именувани лица во Република Македонија и го поднесовме по скратена постапка. Значи, овој закон е всушност реакција, значи целта на овој закон е да се анулира контраверзниот додаток кој што уставните судии си го изгласаат. Значи, се зборуваме за контраверзниот додаток за плата, кој што тие си го изгласаа и кој што е за три вида, значи за посебни услови на работа, постоење на висок ризик и доверливост, кој што го изгласаа значи на 22 октомври 2020 година. Имено за тој додаток немаат никаков правен остов, затоа што Уставниот суд инаку суди абстрактно, значи Уставниот суд судир на акти, а не се среќава со странки, што значи за овие три ставки они апсолутно немаат никакво право да се изгласаат додаток, и од друга страна тој додаток е регулиран со закон, затоа што нив ги опфаќа баш овој закон како функционери избрани од собранието, кој што ние денеска планираме да го измениме. Значи ние интервенираме во член 14 и во член 15, каде коефициентите за платите на уставните судии, значи почнуваме со платата на председателот на Уставниот суд и ја симнуваме од коефициент 4 на коефициент 3,60 и за другите судии значи од Уставниот суд ја го симнуваме од коефициент 3,70 на 2,50. Значи овој чин кој што тие го направија, значи со деловничка измена сакаат да протуркаат нешто што мора да биде со законска измена, е имено и неуставна, и тоа по повеќе членови од Уставот на Република Македонија, меѓу другото по член 113, 109 и 51. И е незаконска значи е незаконска и представува кривично дело по член 353 од КЗ, значи од кривичниот законник, а тоа е членот за злоупотреба на службената должност и овластување. Меѓу другото, најновиот уставен судија, значи зборуваме за Добрила Кацарска, излегува, ако пометите скоро информација у јавноста, дека таа одбила со писмен допис да го зема овој додаток, тврдејќи дека е кривично дело. Значи, останатите 8 судии кои што си го изгласаа продолжуваат да го земат, а таа одбила. И тука зборуваме за додатоци кои што достигнуваат висина и до 500 евра. И на крај, овој чин, не само што е неуставен, незаконски представува кривично дело, и е неморален, неетички и еден дрзок чин во ситуација на ковид криза, кога имаме десетици илјадници луѓе на улица, значи без работа, и во моментот имаме над 60.000 луѓе кои што останаа без работа и не може да се издржуваат, и вие да изгласате вакво нешто во едно од најсиромашните држави во Европа е апсолутно недозволиво, и затоа ние се осетивме повикани да интервенираме. Ако има некои прашања? Очекувате ли поддршка, Крмов, за овој предлог закон? Па не сме разговарале со другите партии, ама се надеваме дека ќе добиеме поддршка, затоа што очигледно дека тука нешто не е во ред, се надеваме дека и другите партии ќе имат малку повеќе сенс.